Благодарам на сите што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Денешната пресконференција на ВМРО ДПМН е посветена на една тема, значајна тема, важна тема, и во која што директно сакаме да упатиме барање за итен чекор на владата на Република Македонија, поврзано со дизелот, со акцизите и со зголемувањата на цените на горива. Почитувани присутни, сведоци сме дека од доаѓањето на СДСМ и Зоран Заев на власт, цената на дизелот во Македонија е зголемена за 30%. Истовремено, дополнително е обремената со зголемувањето на акцизата од 3,5 денари по литар. Ги повикуваме и Зоран Заев како премиер и Драган Тевдовски како министар за финансии веднаш и неодложно да ја укинат акцизата која што е зголемија од 1 јануари, затоа што цените на горивата, на бензините, на дизелот се неиздржливи за граѓаните на Република Македонија. Наследија цена на дизелот со 46 денари, веќе денес цената на литар дизел е 60 денари. За време на владата на СДСМ цената отиде од 46 на 60 денари. Тоа е зголемување ни помалку ни повеќе од 30%. Значи, премиерствувањето и министерувањето на Зоран Заев и Драган Тевдовски ги чини граѓаните на Република Македонија 30% зголемена цена на бензините и дизелите. Од тие причини, веднаш нека укинат акцизата која што ја наметна, да се однесуваат рационално и да придонесат за растаретување на овие енормни трошоци, кои што ги има секоја домаќинство во Република Македонија, секое семејство, секоја транспортна фирма и вкупно економијата во целост. Ние сме во ситуација каде што постепено фаќа инфлаторната спирала, каде што како што се зголемува цената на дизелот и на бензините, така ќе одат нагоре и сите други цени, а истовремено ја имаме онаа зголемување на акцизата кое што се случи, кое што е 3,5 денари од 1 јануари. Нека се откажат од тоа што го наметнаа како давачка на граѓаните, нека го анулираат и нека ми олеснат работата на семејствата, граѓаните и на стопанството. Ете, тоа е тоа кое што би сакал да го соопштам, тоа е тоа што би сакал да го кажеме. Повелете, господа, дали имате прашања? Че ВМРО ДПМН го повикува владиното мнозинство уште еднаш да направи чекор назад, да се направат работни групи, да се извршат консултации и да се види каде ќе се оди во врска со овој закон. Затоа што имаме закон кој што е оспорен од претседателот на државата. Имаме закон кој што секојдневно, на дневна основа, дури експерти кои што и до вчера и денес се блиски до СДСМ, го критикуваат тој закон, а се работи за закон кој што засега голем број на луѓе во Република Македонија, го засега и целото општество, така што она што треба да го имаме во моментов како најмалку чекор од парламентарното мнозинство е да го повлечат законот, да се направат работни групи од сите политички партии со вклученост на експерти по уставно право, со вклученост на експерти јазичари, со вклученост на политичките партии, Македонската академија на науки и уметности и да се види што е она што може да биде како исход или решение од оваа ситуација. Повелете, дали имате некое друго прашање? Повелете. Треба да видиме која е поканата, да видиме кој е терминот, кои се темите и после тоа ќе можеме да се изјасниме во врска со ова. Да видиме, значи јас оваа пресконференција покривав на темите кои што ги видов, ве упатувам на Центарот за комуникации и тие ќе можат да ги сервисираат овие информации на дневна основа. Апсолутно треба да има редуцирање на трошоците, треба да има штедење, но и овој предлог и овие постапки на владата зборуваат за размерите на лицемерието на СДСМ. Прва работа. Ние имаме историски најмногу подпредседатели на Собранието на Република Македонија, 5 на број, значи се зголемува бројот на подпредседатели заради политички и партиски пазарења. А каде што нормално тоа повлекува цела низа и цела композиција на трошоци. Од партиски причини за владење и лепење на коалицијата на СДСМ се зголемува и бројот на заменици на генерални секретари.
од 3 на 5. Значи, од една страна енормно расипништво, а од друга страна под наводници мерки на штедење. Ако СДСМ сака да биде принципиелен, ако сака да бидат штедливи, тогаш веднаш, час поскоро, нека го намалат она што се нарекува број на подпредседатели од 5 на 3, нека го намалат бројот на генерални секретари, заменици генерални секретари од 5 на 3, нека намалат армијата на ботови кои што се вработени по разните институции и ефективно нека почнат да штедат. Но од друга страна, ние во моментов го имаме најголемиот, најрасипничкиот буџет во историјата на Република Македонија. Никогаш Република Македонија немала поголем буџет од што буџетот на Зоран Заев и Драган Тевдовски. Значи, ниедна влада, 27 години наназад, повеќе не го исцедила стопанството и не ги исцедила граѓаните во делот на трошоци, а истовремено никогаш сме немале повеќе ситуација граѓаните да бидат обременети. Или еве, ако сакате пластично, тие велат ќе укинат радиодифузната такса, но после тоа истото ќе го компензираат преку буџетот на Република Македонија. Значи, не е поврат по шие. Или овде ќе речат дека го штитат воздухот, ја зголемуваат акцизата, а од тие 30 милиони евра кои што ќе ја соберат преку акцизата, само 160.000 евра ќе потрошат на амбиенталниот воздух. Значи, се собираат 30 милиони евра од граѓаните на Република Македонија во насока на штитење на воздухот, а истовремено за заштита на амбиенталниот воздух, за животна средина, за екологија, никогаш помалку средства не се одвојуваат. Од една страна велат дека штедат, а собранието на Македонија никогаш немало повеќе подпредседатели, 5 на број, внимавајте, со се кабинети, возачи, секретарки, трошоци и така натаму. Од една страна се вели се штеди, а собранието никогаш повеќе немало вработени заменици генерални секретари со кои што се трупа и се создава нова администрација. Тоа е таа хипокризија за која што јавно зборуваме и коментираме. Во моментов Република Македонија што се однесува до јавната безбедност е вратена во 1995 година. Во Скопје е вратен рекетот, запалувањето на автомобили, убиствата гледаме дека се случуваат на сред улица секој месец. Значи имаме ситуација во која што е зголемена јавната безбедност, односно небезбедност на граѓаните, а загрозена е јавната безбедност. Имаме ситуација каде што на булеварот партизански одреди на дневна основа се ограбуваат луѓе. Имаме ситуација во Скопје каде што никогаш повеќе во историјата на овој град не се палеле автомобили на паркинзи на неделна основа. Значи имаме апсолутно паѓање на јавната безбедност, не само во Скопје, туку и низ Македонија. Истовремено имаме ситуација, бевте сведоци, погледнете изјавата на собственикот на кафулето од Прилеп за отворен, директно барање на рекет, а истовремено имаме ситуација во која што стотици и стотици луѓе, извршители на тешки кривични дела, ќе бидат пуштени по улиците. Значи, апсолутно државата треба да покаже позитивен и чекор на добра волја кон луѓе кои што првпат направиле пристап и од помала мерка. Значи таму има простор државата да реагира, да помогне, да се намали казната и слично. Но истовремено за изборните потреби на СДСМ се ослободуваат стотици и стотици луѓе кои што ќе влошат јавната безбедност во улиците, во малата, во градовите и во селата. Поради оваа последица, Скопје ќе биде небезбедно како никогаш досега. И во делот на ограбување на домови, и во делот на ограбување на бензински станици, и во делот на ограбување на банки, и така натаму, и така натаму. Значи, сите гледаме дека имаме едно енормно зголемување на спиралата на криминал и на насилство, која што се евидентира во црните хроники, а тоа не се пресретнува со професионализам и со ангажман на МВР, затоа што МВР очигледно е насочено исклучиво кон политички прогон и апсање на што е можно повеќе луѓе од ВМРО, ДПМН или кои што било како размислуваат поинаку, туку се оди на оваа варијанта. Значи, уште еднаш, ако треба да го сумирам овој одговор, тоа е дека апсолутно владата на СДСМ и парламентарното мнозинство на СДСМ со ова што го изгласа како амнестија, презема директна и лична одговорност за сите идни кривични дела кои што ќе се случат,
за целата небезбедност во Република Македонија која што ќе се продаблочува, за сите оние луѓе, малолетници или пак млади луѓе кои што ќе бидат нападнати, ограбени, дуќани кои што ќе бидат исто така ограбени или слични дела. Дали во нашите улици, во нашите мала ќе биде подобро или полошо ако имаме ослободување на стотици дилери? Дали тоа ќе донесе повеќе или помалку дрога во нашите мала и во нашите населби? Значи, треба да се води апсолутно сметка за тоа. Така што би апелирал до вас, би ве повикал како новинари да го гледате, наблюдувате и следите сето она што ќе се случува со јавната безбедност наредниве недели и месеци и за многу брзо време, за жал, огромен број на граѓани на Република Македонија ќе се носат на дневна основа со таа небезбедност која што ќе се зголемува. Дали имате некој друго прашање? Доколку немате, на сите ви благодарам за присуството.